По 9 години затвор добија таткото Pero и синот Борис Нацеви од Велес за грабнување на 25-годишниот Ангел Стојанов. Пресудата предизвика шок и изненадување кај осудените и нивните роднини. Полицијата спречи инцидент помеѓу двете семејства. Незадоволен од пресудата, адвокатот на Нацеви тврди дека казната е превисока и е донесена врз основа на предпоставки. Најавувам жалба против истата, па ќе видиме што ќе каже апелациониот суд во Скопје. А што е со пресудата за Петрен, за Перо? Видите, Перо и сам го признава сторувањето на кривичното дело, така да тука евентуално би поднеле жалба за висината на казната. Колку е максималната казна затвор? Максималната казна е 15 години. Пресудата не може да ни го врати синот, вака родителите на Ангел го изразија своето незадоволство од изречената казна. Не е киднапирање, не е грабнување, убиство, се знае, човекот го нема син и не сте задоволни од пресудата. Ништо, доживотно, барам не сме задоволни. До правосилноста на пресудата, судот им го продолжи притворот на Перо и Борис Нацеви. Превентивно бесплатно мерење на крвен притисок и индексот на телесната маса, квалитетни совети и превенција, така Општинската организација на Црвен крст ја започнува борбата против кардиоваскуларните заболувања, неопасната болест во светот, од која умира 59% од населението. Млад тим на лекари, утре на пункт на Сармаале, ќе ја реализира акцијата. Уште 3 екипи на Црвен крст на различни локации низ градот ќе делат флаери за запознавање на населението и превенција против овие болести. Ќе делуваме на два фактори на ризикот и тоа можеме во овој момент. Едниот фактор тоа е притисокот, значи ќе го мериме притисокот и ќе им кажуваме со совети што треба да прават и како да прават. Вториот фактор тоа е гојазноста, значи како фактор на ризик. Ќе пробаме преку пресметување со body mass index да се утврди, се каже кои се гојазни и што отприлика треба да прават и ќе им се дадат флаери. Статистиките се поразувачки. Кардиоваскуларните заболувања се најчеста причина за смрт на луѓето и веле се во рамките на просекот. Колкава е тежината на нашата работа во оваа организација, мораме само да наведеме дека Втората светска војна ни одземе 30 милиони животи, додека се смета дека до 2030 од кардиоваскуларни заболувања ќе изгубиме 50 милиони луѓе. Значи ова е 2 пати помоќен убиец од Втората светска војна. Маларија, сида, па и туберкулоза, кои што исто така се заболувања кои што се присутни во светски рамки, всушност партиципираат со 3,5 милиони жители, значи кои што го губат животот токму од нив, а тоа е всушност на некој начин 1/6 во однос на кардиоваскуларните заболувања. Поради овие факти, од Црвен крст веруваат дека превенцијата е најголемо оружје против болеста. Голема еколошка акција на крајбрежниот појас на езерото Младост. Во недела членовите на Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна, локалната самоуправа, јавното комунално претпријатие Дервен, еколошките друштва, спортските и невладините организации кои ќе ја прифатат поканата, ќе бидат реализатори на акцијата. Очекувањата се дека ќе присуствуваат околу 100 лица. Првично е предвидено да се чисти на потегот од првата плажа до природното мрестилиште зад мотелите, но не е исклучено во зависност од масовноста да се опфати и повеќе. Акцијата е во содейство, значи заедно со припомош на јавното комунално претпријатие Дервен, значи, и дел со Советот на општина Велес. Од нивна страна, значи, ќе има припомош исто така и со луѓе, со поготово од ЈКП Дервен. Од наша страна ќе биде покриено исто така со луѓе. Организаторите, спортските риболовци од Бабуна, велат дека потребата од ваква екоинтервенција е неопходна. Крајбрежниот појас на езерото е во лоша состојба, за која директно ги посочија несовесните кампери и излетниците кои таму се рекреираа во летните месеци. Можеби ќе беше подобро пред да направиме оваа пресконференција да отидете да снимите, таму и да видите што во текот на летото е оставено од страна на познат наводници, нели совесните кампери, познак наводници. Мислам дека има и премногу добре. На акцијата може да присуствуваат сите заинтересирани граѓани. Обезбедени се 2 автобуси за превоз.
тргнувањето е од центарот на градот во 8 часот наутро. Предвидено е акцијата да заврши околу 11. Помпезно најавуваниот проект за мини студентски кампус никако да се реализира. Опозицијата денеска на терен на лице место пред хотелот Вила Зора за да се презентирала вистината како што велат тие, иако Советот на општина Велес уште во септември минатата година донесе одлука за пренамена на просторот за образовна дејност, сепак објектот и натаму е оставен на забот на времето. Советот на општина Велес во септември минатата година донесе одлука со која се даде на користење објектот за образовна дејност. И по една година ништо не е помрднато од мртва точка. Самите сме сведоци дека објектот е обраснат со трева, оставен на забот на времето. Имено, бомбастично најавуваниот проект за изградба на мини студентски кампус, во кој што ќе се реализира настава за студентите од Техничко-технолошкиот факултет од Велес од септември оваа учебна година пропадна. Пропадна амбициозните планови на деканатот и општината зградата на хотелот Вила Зора да прерасне во студентски центар. Наместо студентите од Техничко-технолошкиот факултет да започнат со следење на наставата во оваа академска година, во нови адаптирани простории, во модерни услови, тие повторно ќе мораат наставата да ја следат во училишни клупи, во стари училници за основци. Социјалдемократскиот сојуз со безброј критики досега се обидува да ги сруши диспрезираните студии во градот. Единствената причина за која се против студиите е тоа што тие се отворени за време на владењето на ВМРО ДПМН. Вака денеска власта и возврати на опозицијата за диспрезираните студии. Ваквиот пристап на СДСМ е крајно неодговорен, но добро препознатлив за нив. За разлика од нив, ВМРО ДПМН цврсто стои зад идејата на диспрезирани студии. Тие се еден од најуспешните проекти на владата на Република Македонија со кои се гордееме. Според ДПМН, изборот да се отворат диспрезирани студии на земјоделскиот и машинскиот факултет е направен со цел да се развиваат студии за примерно производство, особено во областа на земјоделието, иако одзивот годинава беше слаб. Секојаш ќе ги почитуваме волјата на студентите, иако беше добро за општина Велес да почне да развива и студии кои што се однесуваат на областа на примарното производство, пред се на земјоделието. А каков е одзивот, тоа веќе е во ред. Власта се надева дека проблемот со просторот за студентите ќе биде надминат следната година. Шах, карти и домино денеска им подарија младите на ДПМН на велечките пензионери. Ги посетија во домот каде ги поминуваат своите пензионерски денови, поразговараа и се дружеа со нив. Посетата на пензионерите е дел од акцијата Се грижиме, која Унијата на млади сили ја спроведува од неодамна. Грижата, заштитата и посреќниот живот на пензионерите и на помалку моќните лица е приоритет на УМС на ВМРО ДПМН. Затоа денес решивме да ги посетиме на ова место и заедно со нив да поминеме неколку часа дружење. Им подаривме шах, карти, домино, со што тие подобро и посреќно би го искористиле своето слободно време во своите пензионерски денови. Денес нашата цел е да подадеме рака и насмевка на старите и помалку моќни лица. Овие општествени акции кои се од неполитичка природа, УМС на ВМРО ДПМН и во иднина ќе продолжи да ги реализира. Историјата е како жена меанџика, кој знае ќе ја крои и за своји потреби прекројува. Ова е пораката која ја испраќа представата Шашардисани времиња. Велешкиот театар синоќа ја одигра премиерно. Таа е комедија. Главниот лик патува назад низ времето за да пронајде жена. Историјата не е никогаш дефинитивна. Ние стално имаме ревизија на историјата, зависи од кој агол, кој ја пишува и така натаму. Од општата светска историја па до нашата лична, ако сакате. Значи, секогаш има многу верзии на таа фамозна историја. И пораката и предупредувањето и како сакате на оваа пиеса е токму тоа што различните гледања и толкувања на одредени моменти низ историјата создаваат проблеми во иднината. Говорот во представата се води на архаичен јазик.
Текстот е на Благоја Ристевски Платнар, а режисер е Стојан Стојановски. Во представата настапуваат и студенти од Факултетот за драмски уметности. Жарко Спасовски, Фаик Мефаиловски и Александар Велјановски се тројцата велешани кои имаат улоги во шашардисани времиња. Пред себе уште сум под импресија од аплаузот, од публиката, од енергијата што ни ја пренесоа. Па би сакало секој да го почувствува моментов, јас што го чувствувам. Среќен, задоволен, исполнет. Пред се од реакциите на публиката и секако тоа што вечерва бев во овој театар и што играв токму со глумци како Јордан Витанов, како Васил Зафирчев, Слободанка Чичевски и останатите. Скоро сите актери имаат по 2 улоги. Настапуваат и Васил Зафирчев, Весна Димитровска, Кирил Гравчев, Слободанка Чичевска. Громогласен аплауз на публиката ја поздрави одличната актерска игра. Фудбалерите на Борец ја добија првата плата. Вчера вечер во клубските простории играчите го добиле заслуженото. Со овој потек управата ги демантира гласините кои кружат во јавноста дека играчите сезонава ќе настапуваат без никаков надоместок. Парични средства за досегашниот ангажман добиле сите играчи, оние кои го понесоа товарот во досегашниот дел од првенството, но и оние кои воопшто не забележале настап или играле многу малку. Во клубот вчера присутен бил и се уште анонимниот спонзор на тимот. Задоволен бил досегашниот учинок во првите 5 кола, кога Борец од можни 15 освои 13 бодови и со 19 дадени и само 2 примени гола се наоѓа на врвот на табелата во третата лига Јужен регион. Во наредното 6-то коло Борец гостува кај екипата на Братство.